Подржувачи на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и синоќа излегоа во градовите за да му дадат поддршка по неуспешниот обид за државен удар во кој загинаа над 290 луѓе. Турските власти уапсиле над 6000 луѓе, откако Ердоган вети дека ќе продолжи чистењето на државните институции. Приврзениците на Ердоган, виорејќи турски знамења, го преплавија централниот плоштад Таксим во Истанбул, на истото место каде што пред 3 години имаше масовни антивладини протести. Собири на поддршка имаше и во други градови во Турција, како и пред председателската палата во Анкара. Иако се очекуваше дека на овој собир ќе се појави и Ердоган, тој тоа не го стори, а на собраните им собрати министерот за земјоделство Фарук Челик. Претходно Ердоган, говорејќи на погребот на едно од жртвите во Истанбул, прецизира дека институциите ќе бидат исчистени од поддржувачите на свештеникот Фетула Ѓулен, кој се наоѓа во доброволен екзил во Соединетите држави, а за кој турските власти сметаат дека стоел зад пучот. Ѓулен ги отфрли ваквите обвинувања. Тоа би можело да биде смислен државен удар за да се покренат судски обвиненија против сите кои се против власта, изјави тој во Пенсилванија, додавајќи дека демократијата не може да се постигне преку воена акција. Кога ќе ја погледнете целата слика, тоа не потсетува на вистински пуч, тоа наликува на холивудски филм. Тие не ги чепнаа политичките лидери, тие одат по цивили, тие пукаа во цивили. Тој ги повтори критиките против владата на председателот Ердоган. Се чини дека тие немаат толеранција за секое движење, секоја група, било која организација која не е под нивна целосна контрола, рече 77 годишниот Ѓулен, кој додаде дека не е загрижен во врска со барањата на турските власти за негова екстрадиција во Турција. Ѓулен своевремено беше близок соработник на Ердоган и неговата партија, која има исламистички корени и која долго време има затегнати односи со војската. Таа пак во минатото беше позната по воените удари во одбрана на секуларизмот во земјата. Ердоган е има лојалноста на милиони турци, особено за подигањето на животниот стандард и за воспоставувањето ред во една економија која редовно ја одликуваа големи кризи. Од друга страна, неговата конзервативна религиозна визија за иднината на Турција отуѓи многу обични граѓани кои го обвинуваат за авторитаризам. Полицијата употреби голема сила во 2013 година за да ги потисне масовните протести кои бараа повеќе слобода. Успешното соборување на Ердоган, кој владее во земјата од 2003 година, според аналитичарите, ќе означаше уште една сеизмичка промена на Блискиот Исток, 5 години по арапската пролет, која меѓу другото беше причина јужниот сосед на Турција да влезе во страшна граѓанска војна. Сепак неуспешниот обид, според посматрачите, се уште може да дестабилизира ова членка на НАТО, што се наоѓа меѓу Европската унија и хаосот во Сирија и која е соочена со самоубиствени напади од милитантите на Исламската држава и на курдските сепаратисти.